Добар ден, јас сум Стојановски Благојче Туше, роден во Мелбурн, Австралија, но македонските корени ми се од Преспа, Ресен. Денеска гости на YouTube каналот на Преспа ТВ и драго ми е што ќе се дружам денеска со вас. Јас како млад не знаев дека можам да пеам, тоа го осети на час по музичко мојот тогашен и многу ценет наставник Драган, кој што ми беше наставник од 5 до 8 деление, така да на часот по музичко професорот Драган ме насочи тогаш во тоа време да учествувам на тоа надпреварување кое што беше активно во тоа време Златно Славејче, и после тоа во нашата мала решивме да основаме музичка група во која што моите другари свирија на различни инструменти, а јас се пофалив во тоа време дека пеам во хор и бев на Златно Славејче и онака ме одбра јас да бидам пеач во нивната група. Моите почетоци се во почетокот на 90-тите години, кога тука низ Преспата се организира разни прослави и игранки и имаше едно место кое што тогаш беше многу популарно, морам тоа да го споменам, се викаше во тоа време Летна Бавча. Па ние бевме како група замена за главната група кој што во викендите има свирки свадби, и ние како млада група бевме нивна замена и моите почетоци можам да кажам дека беа тука во Преспа, а подоцна и во Австралија. Па да, значи, за оние кои што не знаат, а верувам дека многу знаат, јас сум роден во Мелбурн во Австралија, а растен тука во Македонија, како дете мало донесе на 5 години. И моите почетоци со музиката се поврзани со Австралија исто така. Значи, кога почнав да се занимавам во Македонија тука аматерски со музика, заминав за Австралија, па таму се скрасив со една група во тоа време која што се викаше Елита од Мелбурн. Сите така дечки на моје годиште, па направивме една убава група која што функционираше па цели 3 години. И после тоа јас се вратив во Македонија, продолжив да живеам тука, но во тоа време дури бев во тие 3 години во Австралија. Со Елита снимивме една касета на тоа време со 10 песни, која што помина многу добро во Австралија, и така тоа ми е еден драг успомен од моите почетоци во Австралија. Почетокот на моите настапи ширум светот, покрај Македонија, во средината на 90-тите години, најмногу бев застапен во Шведска и Данска, скандинавските земји. Во оваа прилика користам шанса да ги поздравам нашите иселеници кои што се во Шведска и Данска. Значи, таму имам настапувано преку 50-60 пати од 96-та до 2000-та година некаде. Во меѓувреме, покрај Шведска и Данска, повеќе од 6-7 пати сум бил на турнеја и во Америка и Канада. Исто така поздрав и до нашите иселеници кои што се во Америка и Канада. Плюс тоа и во Австралија, можам да кажам дека од 2010 до ден денес, имам патувано преку 60 пати за Австралија. Тоа значи годишно можам да кажам дека сигурно по 4-5 пати. И со тоа сакам да искористам оваа прилика кој што сакам да кажам многу голем поздрав и голема благодарност до сите наши иселеници кои што се во Австралија, и можам да кажам дека многу сум благодарен што ми овозможија да бидам ова што сум денес. Таа публика оттаму ме прифати со широки раце и благодарам од срце. Во ова моја музичка кариера, која што е од прилика повеќе од 30 години, можам да се пофалам со од прилика 20 нови албуми со нови македонски песни. Тоа ти е од прилика меѓу 170 до 200 песни. Повеќето се мои песни, а имам доста соработувано со
врвни музичари и композитори од Македонија. И ден денеска се слушаат некои песни кои што се снимани во 90-тите години, а се надевам дека и понатаму ќе бидат слушани. Така да тоа што го успеав за овие 30 на години, јас сум презадоволен. Слободното време надвор од музиката го поминувам повторно со музика. Посветен сум на мојот постар син кој што се занимава со музика и учи музичка школа во Битола, а исто така и слободното време го поминувам и со помалиот син кој што е фудбалер во Брегалница од Штип и цело време ми е посветено на мојата фамилија. Значи 100% од слободното време го врвам со мојата фамилија, со жената и со двата мои сина. Значи за моја лична карта моментално можам да одберам две песни, пошто имам две лични карти. Роден сум во Австралија и живеам во Македонија. Имам пасош и австралиски, имам и македонски пасош, така да за Македонија сепак мислам дека мојата лична карта е Кога ги видов тие зелени очи или Штом тебе те видов јас се заљубив, песна која што е издадена средината на 90-тите години и ден денеска се пее, каде и да настапувам и каде и да одам на музика, ќе ја слушам таа песна. Лична карта за Аустралија секако дека е Прашај ги свирачите, која што исто така и во Македонија е застапена, но во тоа време кога ја пишував таа песна, живеев во Аустралија и остана како еден печат на моето живење во Аустралија и баш ми е драго што е песната прифатена и исто така се пее од сите музички групи, сите исполнители на ова наша убава македонска музика. А јас како песна што ме опишува мене, поради моето патување, сепак би кажал дека тоа е песната Не се важни километри, пошто навистина за мене не се важни километри, после толку патување, ето така некако таа песна ми доаѓа на ум и можам да кажам дека таа песна ме опишува мене, според моите патувања низ светот. Најпрвин можам да кажам дека премногу сум среќен што во последно време од Преспа и од Ресен излегуваат толку многу млади и добри и надежни музичари и пеачи, така што мојата препорака за една успешна кариера во овие музички води е тоа да се работи колку што се може повеќе. Значи со музика занимавање многу сати поминати во свирење и во пеење и во дружење со музиката и слушање на музика, така да јас знам како сум достигнал до ова ниво. Значи ова што јас денес го достигнав, тоа е со претерана работа во моите почетоци, така да една препорака до овие млади музичари, премногу слушање музика, многу настапи и тоа е клучот на успехот, мислам, за еден млад музичар. Најголемата поддршка секако во ова што го работам е мојата фамилија, моите две деца, жена ми која што ме трпи околу 20 на години. А исто така можам да кажам дека голема поддршка и се моите фанови од Австралија и од Македонија, кои што ми даваат сила да продолжам, да се занимавам и да творам уште убава македонска музика. Па сега моментално ево, кога го поставивте прашањево, ми дојде на памет една случка која што се деси во Австралија на мој настап. Значи, сите кои што ми се поблиски вака мои пријатели знаат дека косата ми е некако најбитна во мојот живот. Многу мразам некој да ме гиба или да ми ја растура косата. Ова се случи на настап во Австралија, значи еден поднапиен човек на настап, јас пеам, а тој почна да ме гиба за репчето, тогаш носев репче и во тој момент многу се изнервирав за тоа, ама не изреагирав така
така да само му покажав со поглед на човекот дека тоа не треба да го прави. А тој секако не мислам дека имаше некоја лоша намера, но ето во таа сигурно пијана состојба решил да ме гибне за репчето и така да тоа можем ево да го кажам во моментов што ми текнува за некоја анекдота од моите настапи. Омилено место за живење секако дека ми е Македонија, Преспа и Ресен, но не исклучувам ни можноста за Аустралија, но сепак преферирам тоа да биде Преспа и Ресен, пошто и моите деца и мојата фамилија тоа го сакат. А омилено место за патување за одмори, можам да кажам дека последно време, околу 10 години, таа дестинација ни е Турција. Патуваме со фамилијата последниве 10 години за одмор во Турција и феноменален пречек и убави услови во Турција, така да сега не би менувал освен Турција. Омилено јадење, можам да кажам дека нема нешто што не јадам, така да подобро би било прашањето да биде поставено што не јадеш отколку што јадеш. Така да со мене дома немаат проблем во околу јадењето, јадам све, мераклија сум на све, а околу тоа кој готви дома, сум голем гурман и сакам и јас да готвам, но повеќе пати жена ми, така да околу јадењето немаме проблем никаков. Моите планови за иднина се поврзани со музиката и со мојата фамилија, моето семејство, така да ќе се посветам на мојата фамилија колку што можам повеќе, 100%, а моите планови се врзуваат исто така со турнеи во Австралија, не знам до кога ни јас самиот. Имам закажано уште 2 пати за одење, па после натаму ќе видиме како ќе биде работата, но сепак не можам да се откажам никако. Сум пробал неколку пати да речам дека доста е, треба да застана малку да се смирам, но моите фанови, љубители на мојата музика, тоа не го дозволуваат и тамам што ќе решам да намала малку, ќе добијам повик кој што не ќе можам да го одбијам, така да оставам на времето. Се осеќам уште окей, фит, така да ќе продолжам со музиката и како што кажав со фамилијата. Вака се, како најинтересна случка со моите фанови, можам да одберам една ситуација. Тоа е околу 2010 година, мислам, на моето заминување од Австралија, пошто тогаш живеев 6 години во Австралија, моите деца се родија таму. И правев како концерт за заминување од Австралија, не знаејќи дека ќе продолжам со ова патување секоја година по 4-5 пати, така да тоа беше како еден концерт за збогување со мене од Австралија, но случкава која што се деси, како што знаат моите обожаватели, имам една песна која што се вика Танга или Тангата. Така да во тоа време беше тоа актуелно со тоа со тангите и случкава се деси кога од публиката женскиот пол почна да фрлат долен веш на кај мене. Тоа можам да го одвојам како една интересна случка со моите фанови. Тоа е тоа. Поздрав до сите гледачи на овој YouTube канал на Преспа ТВ. На гледачите би им препорачал, сакајте си ја македонската музика, слушајте македонска музика, ни треба поддршка во ова време за ова наша македонска музика. Уште еден поздрав од мене од ова прекрасно место, брегот на Преспанското езеро. Ве сакам сите и бидете ми здрави и живи. Штом тебе те видов, јас се заљубив, а кога те бакнав, памет изгубив. Ти верувај душо, за мене си се, јас те молам, ти не вели не. За мене не се важни километри, не се важни не за мене. Се ќе дадам се од себе, за да бидам покрај тебе.
Nemoj da me prašuvaš, kade mi se parite, ako i ti ne znaješ, prašaj gi sviračite. Nemoj da me prašuvaš, kade mi se parite, ako i ti ne znaješ, prašaj gi sviračite.